Денеска хората, нели? Хора. Како се викате вие? Игно, Камчев, Игно презим. Камчев. Така. Вие живеете овде во Сопот, нели? Од у Сопот живеем. Од кога се пушти патов сте имале проблеми. Кои проблеми ги имате? Какви проблеми? Ете така не можеме да си кажат да идеме на пат. У Велес не можеме да идеме. Па ако појдеме треба да се ватиш ако идеш на тај по новиот пат, треба да се ватиш на Катланово, па паата донесат навак. И тоа е или на воз. И животот ми е многу тежок. Ова се Тежок, но чуден е малку. струја нема. Нема, ни струја, има, ни пат, има, ни ништо. Во Скопје ние кога идеме, автобус не ни застанува тука, никако, значи тоа. Табла има, а не застанува на табла на местото. Тоа може у 51 да застане, тоа случајно тоа така да застане. Или ич тоа да кажам. А надоле за Велес сега кога бев значи и се враќам од Велес нагоре, 2,5 сата иде додека пешки, поджаде, нема значи човек жив да ме качи или да дојдам со нешто. Нема никакво превозно средство за Велес до село Сопот. Да се разболи човек од Велес ако треба да дојде, како ќе им јави? Како ќе дојде? Како ќе дојде? Кој ќе дојде? Кого ќе јавиш да дојде? Ja. Еве цело зиму од 29 уште е така стварно ноги се болат не можам и нема шоф да идам на доктор. А и не ми се видела ем. Ja. Колку фамилии живеат сега во село Сопот? Абе 17 има, ти кажа, ама некои 20, некои 1. Така живеат. Ja. Добро, како мислат вие селаните сте се обратили некому да се пожалите, да видите што е ова? Ќе се прави ли пат? Што викаат општинари, да? Што викаат? Вика ќе се прави. Ама кога? Кој знае? Ja. Јас од Њанов Ангел, иначе дојден овдека за работа, значи во ова село, ама тешко е со сидење на патов, мислам. Пат Од нема. кое село сте? Јас сум од Челошево. Колку километра? Километра е, овдека има едно 8 километра, може и повеќе. И како дојдовте? Дојдов мене е во многу Сопот? потешко така што во Сопот нема пат никаков. Значи не се иде навака. И моравме преку лозите, некои парцели таму се мине, низ круши некои. И така по бегање, мислам, преку аутопатот, да се помене и овдека да дојдеме за ова село многу тешко е, значи со скал, со лошо пат немаат никаков. А вие работите овде и морате, Па бидејќи овие стари луѓе идеме по неколку пати, значи вака. Иначе не може тони со што земјава да работат, немаат ни машини, ништо. И да имаат, например, не може од кај да си дојдат, да влеват. морат преку Скопје. Морат преку Скопје да идат, иначе од кај. Па не им се сплати. Па не им се исплаќа они да вртат, например, сега до Катланова да оде, од Катланова пак навака да се враќа. Тоа е 2 пати одење. А возот помага ли? Абе, помага возот, детечко. Далеко и не можеме. Колку имало до возот? До возот? Ода, да ти кажам, мој одење на саат, кад одам ја помлад, ќе иде бргу. Ама ја еве што е возот. Ја не можам да се качувам на него сега бедушко. Новите возеви бе. Високи се. Високи вока нагоре, кај може ја се дигнам таму се качам. А и вака нешто стока да пренесе со кола, со ова не може. А, не можем стока. Со кола не се оди. Тоа толку е направено колку човече да си одат. Со возот
од Велес, ваму до овде имаме, што вика че има овдека 50 минути пеш да одиш од Рајко до овде, или од овде до Рајко исто 50 минути. Значи ова станица ние што ја снимавме не застанува. Не застанува тука, застанува горе у Рајко Жинзифу Колку застанува. е разлика пешко? Па разлики 40 минути тоа се вика. То покрај пруга се. Покрај пруга се оди. Пат Покрај немаше? нема пат тука. За луѓе има пат че вака покрај пругата што да луѓе вака. Кога ќе следат од станица, повеќето одат покрај пруга, немаат ни пат, немаат приемни патишта тие. Не е ли е забрането по Па по железниска пруга е забрането да се врви, ама нема привлече нема што да користат поред пруга, одат тие по природното патче што е покрај пруга. Тоа ствари поред каналот, пропуснатите канали што тие тука одат. А не би требало. А не би требало да се оди тука. Затоа што станица Рајко Жозифов е у кривини одека и тешко е, кадрот е близко и може да дојде до несреќа. Ова е мостот. Може ли стар човек на 80 години да помине овде на овој мост плюс тоа? Па патот е лош навака, не можеме општо да заминеме тука. Затоа молиме, уколку се може да ни се даде у сусрет, да ни се направи нешто, да одиме, да можеме да живееме како луѓе, а не у темница да живееме. Оти немаме средство никаде кај да одиме. Само пат ако не се направи, ќе одиме, можеме да бидеме и без брашно, ако не ни се направи патот и гладни ќе се останеме. А овде не се пренесува брашно. А овде да сакаме да пренесеме брашно, не се пренесува, не можам ја пеши да заминам, не брашно, торба не можам да пренесам. Не е правилно денеска вака да живееме, као да никој не се стара за нас, за старите особено. А и млади имате сигурно се. Па има како нема и млади имаме, него тие млади можат тука да живеат и да се работат на државна работа, ама да има преводно, што пат да има кај да одат, да се вратат назад при фамилијата да живее, и утре па да си иде на работа. А ете таа е работата, оте аутопатот ни мине ни среде село. И да немаме преводно средство, тоа е жалосно денеска. У фамилиите овде сме млади, околу 10 души највише. Повеќе немаме. Како живеете ви помладите вака без струја, без пат? Па никако. Не можеме да живееме, значи немаме услови, без струја, кога на ламба седиме, навечер ништо не можеме да работиме. Не може. Си одиме сите. Кој каде фатил, секој си оди. Вие се работите ли некаде? Не работиме се уште. А мажот? Мажот ми работил во Скопје како пожарникар и Како патува тој? па тој патува со воз преку 2 дена, али тешко му е патувањето. Привремено ми вика, ако не добиеме струја или пат не добиеме, си одиме и ние.
Значи не можеме тука да живееме така. И кола не мисли да Не земе? мислиме да земеме. Од кај ќе идеме ако мислиме да земаме кола, кога навака ќе одиме назад, не можеме да се враќаме. Каде ќе одиме? Што правите вака ви помлади? Се гледате или седите, правите седенки? Седенки правиме од куќа на куќа, се хитаме само, што ќе правиме друго. Навечер не можеме да седеме повеќе. У 6 сата ќе си легнеме. Радио нема. Радио имаме само на батерии, транзистори. Телевизија нема. Немаме ни телевизија, ништо немаме. Пошто се Да, ништо друго немаме. Така е. Деца имате? Немам деца уште. Млади сме. Од тука ли сте? Не, од Свети Николските А села. мажот ви е? Мажот ми е од тука. Во вашето село кај што сте имали струја? Има и струја и пат асфалтиран се има. Како сте дошле во село без? Па од кај знам како да дојдам, кога не знаем дали има струја, дали нема. Кога дојдов, кога гледам, више готово е, како може, не може да се враќам назад. Сега сте разочарани? Па, разочарани, не разочарани, мора да седиме тука. Гледам, носите храна. Се. Носим рано. Сега на место да ми е да се вратиме од 2 лета, земе 100.000 камионот, треба 200.000 да платиме, због патот. Треба Кај ја кам... земате сеното? од Скопје. И со камионче. Со камион од Скопје, па треба Велес па да се оди, па да се враќа за Скопје. Кога земам ми од Велес, треба да до Котланово, ма до ова Петровац, па се враќа наваму. На место да платим 80.000, треба да платим Вие 200. овде живеете сами со овците, со овие луѓе, така? Да, да. Со леп како се снабдувавте? Со леп. Одим у Велес, од Велес Скопје, од Скопје ваму се враќам. Због патот. На место да дојдем со такси тука, треба од Скопје да се одим, па да се вратим назад. Колку овци овде држите? 550. И вака ќе останете ли ваква ситуација? И понатаму овде ќе останете? или Овде, ќе бегате? овде. Ако будеме живи тука, Они си имаат да, имање имање тука, имам тука. купени Аха. овде. Си имаат купени имање. И меѓутоа тако е, без платат, затворна села е. Вака сега, ние сме од едни стари луѓе. Имаме 20 куќи тука, кои живееме. Ни струја имаме, ни пат имаме, патот не е укочен и не можеме никаде да мрнеме. Еве се поболувам ја да посакаме брза помош, од кај ќе дојде. Од кај ќе дојде па да ни помогне. А како ќе им јавите вие? Никако. Никако не можеме да им Никако. јавиме. Како ќе имаме? Никако не можем да играат. Еве една жена се вана 3 месеца е болна со снозите. Натаму ако ја качиме одовре да однесеме, навака не можеме да ја донесеме. Ќе ја остават на Рајко, од таде со конјки идеме со магаре да ја земе од Вардар навака. Не е се и то. Нема, пат нема. Ма на Вардар не може болен човек да дојде од Вардар навака, од Рајко. Мостот како? А мостот ќе помине, ама дали може да оди? Човекот болесен. Ми не може да оди. И сега што правите сега? Ако појдете Велес како се враќате? Што правиме? Како се тоа? враќаме? Ќе чекаме, па ќе идеме со возот од таде. Оној кој е помлад, а после Стари човек не не можеме може. да мрнеме ич. Не може, не може. Никад. Ама, ја 2 години не сум отишол у Велес, сакам да идам, ама немаме превозно средство. Они има некои што да се вратат, да живеат тоа, еве дека е Велес, вика ќе работам у Велес, државна работа, и после ќе си дојдам патовка кај фамилијата. Ама пат нема. Пат нема. Продавница нема. Нема. Немаме ни продавници, имаме ни воланто, имаме, немаме ништо. Ништо немаме. Струја, пари дајте, им дадовме пари. Пред 3 години. Пред 3 години, 4, За и струја. нема Ни струја. повара по 50.000 од куќа, дадоме пари и ден денеска уште не ја трава струјата. И кој е крив, што мислите? На кого се лутите вие? На Велешани. Оти они не тераат, треба они да не А побараат. до општината тоа. Никој не побарува, ништо. Општината тоа треба. Само се обеќавање останува.
Ништо друго. Како што викаме, ќе напишеме на хартија и на хартијата си останува тоа. Тоа е. Вас ви е криво што И како да не бе, биоли на вас слобода сега да бидеме у темница, да бидеме без ништо, без сега. А еве дека е Велес ја, 15 километра, планини не ги осветлија, ние немаме ништо. Да се Брашно не донесеме. можеме Сол да не можеме да да си си ја имате донесеме. ли барем за лампите или и то не? Абе, горе, Море немаше. тешко се Немаше, наоѓа и тешко тоа. беше и за Тешко гасја се е. наоѓа. Останаме едно време пред еден месец без гасја у темница. У темница беме, нема А гасја. од што живеете овде? Што Од што што живеете? Што садите? Што прибредувате? Не, кој си вораат со трактор, ќе си изора, некој Ама ќе и си... тие не идат, на тракторист вика многу тешко за идење. Тешко а е. нема пат. Тешко така пат да дојде. нема. Краденички бегаат, ако Јоване ќе оказни. Работевме и деца и све, ама децата си отидоа у град. Ние овде постарите у село, пешки не можат постарите да одат. Струја нема, пат нема и народот не може да живеат, луѓето стари не можат да живеат никако, треба да се хранат, а они не можат да си изораат, да си посеат, се купува брашно, леб треба да се пече, со трња се мачиме, уште печеме тука. Доста проблеми има. Село. Само за пари да земат, а за струја не, пат не. А брашно нема од дека да донесеме. Стариот не може, слеп е. Од кај ќе носиме она? Пат нема. Тие не можат да дојдат до ти. Ја бетер, еве. Еве децава немаат кола отаде да дојде од Велес. Кој ќе ти донесе за јадење? А не те прашаат. Ќе се направи патот, ќе се направи струја. Ништо не се направи, еве. Вие се чекате, а Ние- времето се врви. Ние не можеме веќе Се да чекаме видиме и не дете. можеме да дочекаме. Да дочекаме не можеме, ние струја веќе. Ќе дојдат некој пат внучиња, викаат бабо како живеете овде, вика бабо вие. У ова вика ни се видјава ништо, вика темница. Струјата е најпроблемни патот, најпроблемни. Многу е лошо дете. Али Гасе, Велезовие нема. такови е Велезиштево. Па што Велес најонаден. Едно летев тие 3 куќи има струја, бадар има. Блате, козле, све, а овде нема. Еве го има стари, идат лојзи имаат садено, идат си работат. Ништо. Ние највеќе сме овде надени деца. А никој не праша. Еве ние ме прашат. Што ме прашат? А веле сијава да дојде да рече, што прават? Не. Сега ќе биде, сега ќе биде. Само обеќање. Обеќаваат доста, не прават. Ти уште можеш да месиш леп? Можам, морам, сека да се јаде. Колку пати неделно доаѓа поштарот? Поштарот доаѓа неделно еден пат само у четврток. И не можеме ништо да разбереме што е по светот, како и како луѓе што знаат денеска, ние ништо не знаеме. Пребедејќи немаме ништо тоа, ни струја Ако имаме. дојде некој да ви каже. Ако не дојде некој да ни каже, па и ако не каже погрешно, па и тоа ќе знаеме ние погрешно веќе. А дали знаете дека во Иран има војна? Не знаеме од кај ќе знаеме.
Nis не чули, ни па знаем. Ако ни каже, некој ќе знаем, ако не каже, некој кај ќе знаем. Rekla, ще направиме, били овде, дечище, ти кажем, ја имам дете име мое, по работа у Вотикон, да, на Остарникот. Оно беа 2-3 пата таму, отидоа, ќе биде. Ај, од Скопје, преку Скопје ни дојде решение, оля, всичко, ќе биде реч, патот. Сега ќе го, нека помине вас, него нешто што вас не жишто понапред. Нека замине, што оде времето, ќе го правиме одно патот. И така остана. Мислите ли дека ќе се направи? А? Што мислите, го направи ли некој? Каков пат треба, од кај треба пат да ви направат? Од каде ни пат? Вие како им предлагате пат? Од каде? Па они сами предлагаат. Уз Вотњакот отаден ќе ни направат пат, име овде, а ние стар пат, тоа им право село овде, значи да дојдат. Во разговорот со луѓето од Сопот, еден од најглавните проблеми кои сега им се наметнува е тоа што се тие одсечени. Ако додат во Велес, за да се вратат дома морат преку Скопје. Вие сте подпредседател на собрание, проблемот сигурно ви е познат. И какви се вашите коментари? Па, проблемот со Сопот не би требало да биде во овој момент проблем, за жал тој стана проблем. Собранието уште со издавањето на урбанистичката согласност за изградба на автопатот ги услови изведувачите на работите, тоа е Советот за патишта, да сите врски што се до населените места кои со автопатот остана не можа да бидат поврзани, да ги оспособат и да ги поврзат овие населени места со градот. За жал и покрај тоа што после во нашите имаше повеќе контакти со другариве од Советот за патишта, да се овие врски оспособат и со пуштањето на автопатот врските од ден денеска не се остварени. Собранието прави во последниве месеци, да кажем, бидејќи тоа прашање веќе стана многу актуелно и многу проблематично за жителите на овие населени места, поготово за жителите на Сопот, озбилни напори да го разреши овој проблем. Од Советот за патишта имаме во сите разговори обеќања дека оваа работа ќе се заврши. Као што реков, за жал до денеска, еви самите сте сведоци, немаме никакви резултати постигнато на ова поле. За колку километра пат се работи? Па се работи за цирка некаде околу 3 километра, така, 3,5 километра пат. Тоа треба да се изгради во непосредна близина на постојниот пат, еден шљунчан пат со некаде ширина 3,5-4 метра, да се поврзе на петлјата на езерото Младост, така да жителите на оваа село ќе имаат комплетна врска за да може да се вратат до село. И накусо има ли уште други вакви населби? Овакви населби има, таму ситуацијата не е толку проблематична. Тоа се населбата Отовица, Мамутчево и една населба овде која што е во непосредна близина на Титовец, Дурутовец. До таму имаме врски, луѓето можат да појдат, меѓутоа со изградба на автопатот, постоеќите патишта прилично се упропастија од тешките возила кои што работеа на автопатот и сега овие луѓе се, така да кажам, оставени да се снаоѓаат некако самите автобуските врски кои што постоеја, кои што функционираа пред да се заврши автопатот, се прекинати заради тоа што предпријатието што ги превозија не можат да одат по овие лоши патишта, така да рачунаме дека проблемот е
може би не толку акутен како на Сопот, меѓутоа проблемот исто така стои да тие патишта се дотераат во онаква состојба во која што беа пред да се почне, односно пред да се заврши автопат. За ова прашање должен е советот. Меѓутоа, селаните од село Сопот поставуваат уште едно прашање, а тоа е прашањето на електрификација на тоа село. Тој проблем е на вашето собрание. Да, проблемот на електрификација на Сопот е наш. Ланската година требаше да биде завршена електрификацијата, меѓутоа заради немање на доволно средства, тој оваа година со сигурност ќе биде завршен. Така да овај Сопот после, да кажам, толку години од ослободението добие и тој електрична. Ќе добие електрична. Дали ќе добие и пат? Пат ќе добие сигурно, затоа што последниве контакти што ги имаме со Советот, направено тоа се пред, да кажем, недела дена, дефинитивно е утврдено да во текот на овие неколку дена се отпочне со изградба на тој пат. Немаме никакви други пречки тоа да го сториме, така да рачунам дека во скоро време и овој проблем ќе биде стигнат од дневен ред.